Со трактори како во старо време се собира ѓубрето во Делчево, старите расипани машини и опремата која ја нема Делчевското комунално предпријатие Прегалница им тежи надглави и на комуналците, но и на граѓаните кои не добиваат услуги за што плаќаат. Како прво со вода многу е слабо снабдувањето, редовно не се чисти ѓубрето и тоа е. Не ги собира редовно. Дефект возила тие работи. Плаќаме редовно по 700-800 динара. Разни има 10 позиции таму. Кој знаеш? Таму пари тражат, а ефект нема ништо тоа, само за пари кај. И од Зегор взимаани пари, а без врска нешто. Најповеќе треба на чистоќата. Сепак прв пат по 3 години Делчевското јавно комунално Брегалница бележи позитивен финансиски извештај. Минатата година ова предпријатие е заштедило 4,8 милиони денари, но дали се штедело на квалитетот на услугите кои ги добиваат граѓаните, запраша и советниците од опозицијата. За услугите за кои граѓаните плаќаат на вас, вие да им вршите помаленки услуги, за тоа што треба после да купите возило со нивните пари и во исто време да им ги вршите тие услуги. Јавното предпријатие собрало 16 милиони за вода и 4 милиони за канализација, што значи ние сите пари што ги даваме за вода одат за плати, нема ниту одржување, ниту осовременување, ниту нови инвестиции. Веде директорката Марија Сумрачка признава дека предпријатието има проблеми со машините и опремата кои се одразуваат на квалитетот на услугите, а заштедените пари ќе се инвестирале во нова машина за собирање смет. Како резултат на тоа што јавното предпријатие располага со многу стара механизација, возила околу собирање на комуналниот смет, имаше доста пропусти околу собирање на комуналниот смет, како доцнење со собирање на сметот по дневен распоред заради пат на постоечката механизација, зашто во иднина се планира да се изврши поправка на специјалното возило за собирање на смет Мерцедес, кое веќе подолго време е во неисправна состојба, и набавка на ново возило за собирање на смет. Наплатата на вода и канализација од физички лица лани е со реализација од 79%, од правните 82% или во пари тоа се вкупно 20,6 милиони денари. Лани предпријатието по разни основи собрало 42,4 милиони денари, а потрошило 37 милиони, од кои за плати 22 милиони за 89 вработени.